Владините рестриктивни мерки покрај угостителството драстично го погодија и туризмот. Туристичките работници се жалат дека се оставени на цедило. Со месеци трпеле огромни загуби заради откажаните аранжмани. Вела дека немале финансиска поддршка и покрај тоа што уредно ги плаќаат давачките кон државата. Туристичкиот сектор во идниот период, доколку не се пронедат некои начини или олеснителни мерки за евентуално поставување на некои мобилни екипи или бесплатни PCR тестови на граничните премини со што ќе се олесни фреквенција на домашните и странски гости, ја мислам дека генерално туристичкиот сектор, вклучувајќи и хотелиерите, и гостителите, и туристичките агенции, а и ние како туристички водичи кои што сме една нераскинена алка од тој туристички сектор, ќе претрпат големи загуби. За овој сектор да не замре кој вработува на 1000 работници, туристичките водичи бараат итно да им помогне државата. Секако и дека и ние ќе побараме да продолжи реализацијата на грант помошта, со што туристичките водичи подружници ќе бидат помогнати да го пребродиме овој период се до создавање некои поволни услови и почеток на доаѓање на странски гости на овие простори, бидејќи воспротивно, доколку не добиеме никаква помош или финансиска поддршка од страна на државата во смисла на грант, постои можност ова професија да биде згасната. Заострените рестрикции драстично ги погодија и игрите на среќа. Ретко кој влегува во обложувалници или казино реагираат од секторот. Прометот велат им бил опаднат од 50 до 70% во изминативе 2 недели. Велат ако не добијат владина помош, ќе бидат принудени да им поделат откази на нешто повеќе од 13.000 вработени. Во меѓувреме намалена посетеност до 60% и драстично опаднат промет бележат и големите трговски центри. И покрај почитувањето на сите мерки, за нив и натаму е нејасно зошто со негативен PCR тест не може да влезат посетители. Велат ако ударот продолжи, можно би било и заминување на добар дел од брендовите. Брендовите веќе имаат доста поповеќе и за посетеноста и за прометот. Мислам тоа пак може да се примети. Така да остануваме сега на тоа. Ние апелираме да имаме повеќе се состаноци, значи комуникација све за да се спроведат во некои мерки кои што нема да се толку влијателни на наша економија. Ние сепак сме тука за соработка и поддржуваме све што ќе каже владата, ама сепак да не е толку брзо и толку наеднаш. Во меѓувреме на речиси и никаков промет се жалат и угостителите. Неофицијално добиле уверување дека веќе од наредната недела можно би било и олабавување на мерките.